Здраво, здраво на сите. Јас сум Александра. Јас сум Јоана. Добре дојдовте во втората епизода на Македонијада, првиот македонски подкаст на македонски студенти од диаспората. Значи, ние сме странски студентки во Москва и двете студираме психологија. Значи, јас сум на магистерски студии, а Јоана е на додипломски студии и сме членови и создавачи на Македонскиот клуб во Висшата школа за економија. Доколку не сте ја гледале, не сте ја слушале нашата прва епизода, би сакала да кажам накратко дека Македонскиот клуб има за цел да ги проширува македонската култура, јазик, традиција, да ги соедини, да речам, студентите од Македонија низ Русија и низ другите странски земји, за да направи една взаемна помош и за да им ја олесне адаптацијата на студии во странство. Исто така ние сакаме да соработуваме со домашни и со странски студентски организации со цел да ја поттикнеме она научно-креативна дејност на студентите, како и да ја охрабреме борбата за подобрување на образовниот систем во Македонија. Во таа насока е создаден и проектот кој што моментално се остварува, значи подкастот Македонијада, на кој што преку слободен разговор ќе дискутираме и за личноста на нашите гости, како и за идеите за промена позитивни промени во македонскиот образовен систем. Би сакала пред да започнеме, пред да ја најавиме нашата денешна гостинка, да напоменеме за нашето главно правило во подкастот, а тоа е да предлагаме конкретни решенија за конкретни проблеми. Значи, нас целта ни е да се фокусираме на решенија, затоа што, како што веќе знаеме, проблемите ни се веќе широко познати на секој од нас. Така чест и задоволство ми е да ја најавам нашата втора гостинка, со која што сум поминала 4 луди и турбулентни години во средно, каде што впрочем и ни започна оваа заедничка борба за подобар образовен систем. Значи, денес со нас е Лидија Семјановска, значи нашата Лидуду, како што ја викаме во средно. И би сакала да кажам накратко дека Лидуду е градежен инженер од Македонија, кој што неодамна заврши магистерски студии во Љубљана. Здраво, Лидуду, како си? Здраво, пред се, благодарам што ме поканивте и навистина ми е чест што сум дел од овој подкаст. Јас сум добро, одлично се чувствувам, полна со енергија, петок започна викендот и така. Да. Вие како сте? Викендашки. Ти благодарам и тебе што ја прифати поканата и ние сме супер. Ние сме добри, Лидија, ти благодарам. Кога се запознав повеќе со твојата личност и дејност, искрено бев пријатно изненадена. Верувам дека навистина имаш јака харизма и дека ги привлекуваш луѓето околу себе. Исто така, ти себе се опишуваш како отворен човек, спремна за нови познанства, другарства. Ке би сакала ли да ни кажеш како ти го достигна тој левел на позитива и би сакала ли да споделиш неколку совети како да станеме попозитивни? Мислам дека секој човек се стреми кон позитива, или ти сметаш дека тоа е делот од твојата личност и карактер од секогаш? Видете, јас вистина дека харизмата и љубовта ја имам, но некако тие ми се природни од самото раѓање. Да, вистина е тоа што мојата позитивност дефинитивно ми го леснува животот. И како што знаете како да вие да видите позитивни тука се прашањето, така за секој различно го гледа, поради тоа што секој различно го гледа животот. Некош мора да пристапите кон сите тие негативни работи, да гледате таа мала позитива, дека секоја страна има две страни, реално, односно две гледишта. И така да, моја препорака е да треба да гледате од секоја, барем малце да гледате позитива во сите работи. Искрено, да. И насмевка, дефинитивно, знаете како, и да е нешто негативно, насмевнете се, на некој можеби ќе му го направите денот, или ете, таа негатива, сузбите го то со
правете си од себе дека мора да биде позитивно, тоа е тоа, одимо дале и така некако ја суспивам и негативна ствар која што секоја има нормално во животот. Знаеш, психолозите велат дека многу за личноста зборува како не какви проблеми има, туку каков однос има кон своите проблеми. Значи како ние им пристапуваме на своите проблеми, како со нив заимодействуваме и секако тука иде и социјалната поддршка што имаме, социјалниот круг со кој што сме да речеме обкружени. Можам да кажам дека еве и нашите пријатели се наша сила. Можам и да потврдам еве од нашата досегашна дружба дека ти си вистински човек и вистинска пријателка. И би сакала да те прашам како ти ги одбираш луѓето со кои што почнуваш да се дружиш. Кои се да речам твоите стандарди така за другарство? Видете, дефинитивно кои се мои стандарди? Мои стандарди можам да кажам да сме на една народски кажа, но на иста вранова должина, односно да го гледаме животот на некако иста призма, односно слична призма и да делиме исти интереси. Кога со човек ќе делиш некои исти интереси животни, не само животни и работни, каде што работите, вашите хоби, така во нив имате и позитивни луѓе. Бидејќи тие некако ви го исполнуваат денот, ви ги исполнуваат сите ваши размислувања и ќе те критикуваат. Бидејќи ако имате исти интереси, знаат ни што поминувате и вие и тие, така да можат и критики да ви дадат, може да ви кажат и позитивности. Така ги одбирам јас моите луѓе, но нормално сум отворена за секој вид на карактери на луѓе. И со тоа процеси се запознавам и себе си во други сфери, ги запознавам и луѓето воопшто какви се. Да, секако. Секој човек најпрво се запознава себе си преку другите луѓе. Во односите се спознаваме себе си. Точно. Да. Лидија, ти имаш преживено уникатно и во исто време многу страшно нешто. Драги наши слушатели, верували или не, ама Лидија е една од 300.000 луѓе која што преживеа удар од гром. Лидија, дали би сакала да го споделиш со нас тоа искуство? Да, за жал, да. Искрено тоа беше едно од можам да кажам и најстрашно искуство, иако сум имала Александра веќе знае за тоа многу не секојдневни искуства, бидејќи се занимавав и професионално со скијање. А знаете, тој спорт е екстремен спорт, така да на тоа потаму ќе разложиме за тоа. За ова искуство, искрено животот ми го промени многу, од аспект на, знаете, во тој момент не размислуваш, бидејќи си шокиран неколку недели, но сватив дека стварно мора да го живееме животот до максимум, бидејќи некогаш не зависи од тебе или од некого друг дали ти ќе бидеш на овој свет. Сега искуството како искуство се случи во Охрид, можам накратко да ви го кажам да не биде многу, бидејќи е долго искуство. Беше во Охрид на една од плажите во летно време и едноставно, сите бевме расположени, бевме на плажата седнати, зборувавме и баш разговаравме дека кога ќе влегуваме да се капиме. И во тој момент, значи, пред нас удри гром и како што удри гром, нас не фрли назад од самиот удар. Снемавме не бевме при свест, ништо не слушавме. Тоа не знам како да ви објаснам, еве јас стварно имам и паднато во несвест од удари, али вакво искуство не можам да го споредам со ништо. Јас и една другарка од целата група која што бевме околу 6, мислам дека 6 или 5 особи, бевме најмногу повредени. Громот ни влезе преку нозете, ни излезе преку грбот, дека бевме седнати. Извини што ќе те прекинам на секунда, значи буквално го чувствуваш како да речам нисте бе први? Не го чувствувавме тоа, мислим, тоа е секунда, темава, ние летнавме околу метро и пол, 2, назад, над нас падна и чадори, над нас двете,
бидејќи таа беше исто женско. И едно време, мислим, тоа зуе, ништо не слушаш, не гледаш, бело е се пред тебе и само се вака, мислим, се разбудуваме. Гледаме лево десно, нема луѓе, сите уствари беа заминати. Па и сега јас пробувам да викам помош, а уствари не се слушам. Јас ништо не слушам, а осеќам дека устата ја отворам, ама не осеќам дека зборувам, дека викам. И само ми се врти другарката, пробувам да станам. Како што пробувам да станам, сваќам дека уствари мене нозете не ми работат. Значи не работат воопшто. Да. И тогаш дојда едни од гардата на самата плажа, не кренаја, па тука имавме освестување. Многу ни беа потечени на двете нозете. Имавме лузни, баш како гром, низ колената. И ништо, потоа отидовме на болница, ни кажаа таму дека доколку бевме станати, можевме и на лице место да настрадаме. И некако, знаете, потоа целата така да заокружам прича на ова, одлучивме да не се јавуваме, да не кажуваме на никого, некако да ни спласнат сите работи. И тоа ни беше една од најдобрите одлуки тогаш во тој момент, поради тоа што, иако не звона многу луѓе кои што не знаат, а ние на никого, значи ни на фамилија не му кажавме, како сте, шо сте, и тогаш уствари од таа ситуација негативна го најдовме тоа позитивно, почнува, мислим, вечерта излеговме, да тргнеме мисли, да се расположиме, да не мислиме, мислам дека тоа беше клучот. Нормално потоа имавме посттраумски малце проблеми сите, но јас нон-стоп го зборував и го кажував на сите и него криев и се смеев со тоа што ќе го кажувам. И со тоа во психологијата и затоа има кажувај го проблемот и со тоа ќе ти олесни многу побрзо и побрзо ќе го пребродиш таа траума. Што сметам дека таа траума неа никогаш да помине, ќе си биде во нас врежана. Но дефинитивно е во рок од неколку недели јас веќе бев, мислим, таа траума многу нема толку со тој интензитет. Така да, не знам, сваќате, знаете како, кога ќе се нервираме за многу негативни работи, не знам, седнав на телефон, го скршив, ми падна лаптопот, ми падна чашата, ми се скараа другарките. И зашто? Кога на крајот луѓе буквално моменти те снемува и тоа е, готово, тука не може ништо да те враќа. А во тој момент немав ништо позади себе, значи немав, не знам, факултет, немав завршено, немав фамилија, деца, немате ништо, вие сте никој ништо и те снемува и толку. Да, се бришиш. И сваќате многу, знаете како ви отвора многу перспективи на размислување и дека е тука баш почнува таа позитивна. Живејте го животот до максимумот и никогаш не знаете што може да се случи. Ето, тоа е. Буквално и колку уникатно. Да, уникатно искуство, навистина уникатно доживување. Дури во еден момент, знаеш на што ме потсети како на некој сон, затоа што обично во сон, нели, кога имаш некој пориви да избегаш или да викаш, во сон не се остваруваат, нели? Многу често се случува така. И исто така оној момент што го кажа ти дека ете среќа во несреќа било тоа што сте седеле, не сте стоеле. Ако сте стоеле можело да заврши фатално и нормално дека кога се навраќаш наназад нели на сите тие искуства, претпоставувам дека се раѓа некоја благодарност што ете сум се нашла баш во тие устови, во таква ситуација каде што сум успеала да се извлечам без фатални последици. Без фатални последици, но со поука од друга страна. Но со поука, да, дефинитивно. Значи, не знам, имаме среќа и знаете како и тие посттраумски се многу битни од секој аспект, не само ова, мислим, трагедија, туку и трагедија, не е трагедија, туку искуство да не завршат, бидејќи можат многу да наштетат и на психичкото здравје и на физичкото здравје. Така да тоа сватив дека не треба да ги одложуваме работите кои не прават среќни. Знаете, животот е толку непредвидлив и токму во тоа е уствари убавината на животот и мора да се живее, до максимум. Да.
често треба да се потсеќаме на тоа дека, знаеш, треба некогаш да живееме овде и сега. И во секојдневните обврски, во секојдневните турбуленции, да речем, тоа го забораваме. Многу често сме насочени или кон иднината или кон минатото. Уствари животот ни се случува сега. Лидија, да те прашам, имаше невреме или беше тоа гром од ведро небо буквално? Молам, да те слушнав. Дали викам беше гром од ведро небо или имаше невреме? Видете се, ние, мислим, баш беше мислим, не беше гром од ведро небо. Времето беше окей, значи немаше некои индикации дека беше, не беше ни сонце, немаше ни големи облаци. Али да, може да се каже така, под ведро небо падна. Значи, ние кога веќе одидовме на плажа, значи... Да, ако сте се подготвувале да се капнете. Да, значи бевме спремни ние дека ќе поминиме на плажа тој ден, не дека ќе завршиме на болница. А сега имаш страв кога е облачно, кога врне? Дали некој ти влие? Не? Не, мислим, само кога така ќе грми првиот гром кога ќе го слушнам тогаш, иначе потоа не, мислим, тоа е тоа готово помина, некако тоа го сузбив назад, тоа е прошлост, идемо дајле, а животот не можам јас поради некоја моје искуство да мене животот да ми застане, мислим, тоа е моја небулози. Не можете така да гледате на работите. Да го излечеме не можете сега, ако се позитивното. случило нешто готово, тука прекинува живот, ајде сега ќе се плашиме, ќе се криеме, мислим, нема потреба, идемо дајле, тоа е тоа. Па вака, јас како идам психолог и ти кажам дека немаш траума. Не е страшно. Дека го излече најдоброто. Меѓутоа, знаеш што мене ми се допаѓа? Како вие всушност го заокруживте денот, значи вие се излеговте после тоа, можеби си прославивте. Значи беше, искрено за славење преживеа. Па реално, да ме удри гром. И јас ке сакам после тоа да прославам. Искрено. Да го свртиме муаветот, еве да речам на она што актуелно сега ни се дешава, еве баш на муаветот да се вратиме овде и сега. Би сакала да ни раскажеш и за твоето искуство во Љубљана, значи каков е животот таму. Да, значи Љубљана е мал град, прекрасен град е, има интересен шарм, уникатен. Ме потсеќа на Битола, бидејќи јас сум од Битола, исто и Александра. И таму има многу битолчани. Да, и во Љубљана јас бев шокирана колку има од Битола, бидејќи знаете кога ќе дојдете на студии во Скопје до дипломски, па некако со некои од основно, средно се заборавате, но кога дојдов овде, кога видов кои луѓе уствари се, јас бев зачудена, не ми се веруваше дека толку голем број македонци има во Словенија. Луѓе, не е возможно дури ова. Одите до продавница, не можете да зборнете на телефон. Значи, сите ве слушаат. Нема приватност нигде. нигде. Не знам, влегувате незгодно дури вие, сакате да зборните со, не знам, со вашите родители, за сите ве слушаат. Како исто како да сте во Македонија, титко зборувате, да не ве. А знаете како кога ќе одите во странство? Да, обично на лабаво сме навикнати. Докато вашата е државата, си зборате на ваш јазик, си озборувате, тука тоа не може. Баш сакав да се надоврзам со еден факт, не знам дали знаеш дека уствари Љубљанскиот универзитет е втор универзитет по бројност на македонски студенти. Значи после УКИМ Љубљанскиот доаѓа, не Штипскиот, не УКЛО, не Штипскиот, Љубљанскиот. Да, ова го слушнав од интернет, од социјални медиуми, да, јас исто прочитав. Вака како град искрено е многу мирен, иако е главен град, многу е зелен, што е една многу голема предност во однос на Македонија, многу е чист. Луѓето се пријателски настроени, но не многу како нас, тоа го потврдувам. Нормално позитивни се луѓето, но не се до тој степен да ти отворат врата. Како ние балканците кои што си знаеме, ако дојде некој странец, го прифаќаме како наш гостин. Да. Така да, тоа можам да го кажам за Љубљана, обколена е многу со планини, све супер функционира, само што е многу ладна и многу што има магла. Тука
Тоа е негативноста за неа. Друго, главно е све е средено, од аспект на, не знам, автобуси, јавен превоз. Значи, јавниот превоз му е многу добро средено. Тоа морам да го потенцирам, бидејќи сметам дека еден град, односно главен град на држава, јавниот превоз мора да биде на пред се прво ниво, за да нема застој во никој сектор од тоа општество. Да, во секој случај бидејќи јавниот превоз ги носи луѓето кои што го водат тоа општество. Сега видете буквално, да, зборувајќи за трауми, тоа се нашите трауми, значи со јавниот превоз што е крајно нефункционален кај нас. Да, се согласувам тука. Да, истото можам да кажам дека се однесува и на Москва, значи ете, кога веќе вадам факти, Москва го има, мислам дека најдоброто метро во светот. Во смисла на тоа најбрзото и најорганизирано. Да, најорганизирано, така што е едно добро освежување кога ете конечно за промена имаме еден добар и организиран градски превоз. И да, како што кажат, и тоа навистина влијае буквално на сите сфери од животот. И влијае на продуктивноста пред се, затоа што ако ти можеш навреме секаде да стигнеш, повеќе можности имаш во денот да оствариш, да речем, повеќе обврски. Дечки, не знам. Така и нормално на сите работодавци, значи на сите фирми, тоа му е во предност, бидејќи знам еден интересен факт во Македонија, една фирма, бидејќи во Скопје ја живеам во центар и баш на делницата тука кај Рамстор. Значи тука кога ќе се закочи во 8 Сабајле, тоа е 45 минути се вози буквално 100 метри. Пиши пропало. И сам една фирма вложија во тротинети луѓе и му дадоа на вработени со штикли, жените, мажите со сакоа, со тротинети за да стигнат навреме, бидејќи знаете како сад, ако касни пола сат човекот, онда странките чекат. И автоматски тоа си менува. Како викаат. Си повлеква, да. Да, како викаат охриѓани. Да, навистина. Лидија, ти беше тешко на почетокот? Ти не достигаш или Македонија? Искрено да, ми беше на почетокот тешко од аспект на дека дојдов тука и не бев спремна на она што ќе го очекувам. А како уствари дојдов овде е многу спонтано, како јас што сум спонтанна личност. Тој аспект на бидејќи бев спремна дека знаат можеби балкански јазик, односно српско-хрватски, босански и мислам дека можам да се снајдам со тој јазик од почетокот, но словенскиот луѓе е многу по различен од тој. А дали ми фалеше Македонија? Нормално, мислам не може никој да ме убеди дека својата земја и својата татковина, домот не му фали. Значи без разлика кај да живеете, дома си е дома, точка. Тоа е моје мислење. Контра. И сите сакаме да успееме во животот и да бидеме успешни, да креираме нешто и целиме код некои височини, високи позиции, но како дома, како викаат, како дома нема нигде. Да. Јас тоа е моје мислење, не знам ето вие како мислите на таа тема. Јас сега ќе споделам моје искуство. Искрено мене на почетокот ми беше претешко, јас сакав да се откажам, да си одам дома. А сега, напротив, сега не сакам да се враќам воопшто во Македонија, дури ни за празници. Би сакала тука да останам. Затоа што тука до толку ја засакав Москва, што се чувствувам повеќе тука како дома отколку во Македонија. Не знам зошто. Можеби затоа што се уште сум млада и можам, имам енергија, имам желба, имам мотивација, имам цел во животот. Да, затоа и се навикнуваш. Да. Се навикнуваш, сега се ти е таму, животот ти е таму, те води тоа и нормално дека сега тоа ти е дом. Значи јас тука мене ми беше домове, кога ќе се вратев во Македонија, на една недела јас бев таму на одмор. Че излегува, се гледав со пријатели, со фамилија, јадиш, све ти е средено, испеглано, направено јадењето, а тука веќе сам си се грижиш за себе си плаќаш сметки, размислуваш за пари, така да нормално дека
автоматски ти, кога ќе ги поминеш тие 6 месеци на адаптација во некоја држава, тие се тие клучните. Ако можеш да ги поминеш тие 6 месеци, онда сваќаш дека тоа е тоа. Мислим, тоа е тој дом. Доколку не ги поминеш, онда многу и се враќаат, да. Да, припаѓам тука или не припаѓам, а тој феномен и мене ми е интересен кога ќе се вратиш дома и кога се чувствуваш на некој начин како домашен турист. Знаеш, затоа што со сите се среќаваш, значи те пречекуваат онака со широки раце, нонстоп се забавуваш, мислам не многу ги забележуваш оние реални вистински проблеми со кои што да речам луѓето се соочуваат. Меѓутоа сметам дека во секоја држава има своји социјални предизвици, не само социјални, политички, економски предизвици, мислам никаде не е идеално за живење, меѓутоа ние како млади луѓе секој си го бара својот потенцијал и секој се препознава да речам во различна средина. Она за што можам да речам дека би требало да бидеме благодарни е можностите кои што ни се пружат. Значи, например, стипендиите кои што се даваат, грантовите кои што се нудат за ние како млади научници, да речем, значи, млади истражувачи, млади амбициозни луѓе, да можеме да речем да ги оствариме нашите соништа. Би сакала да те прашам како ти се одлучи на тој чекор, значи кој беше твојот мотив кога тргна во Љубљана? Како да бидам искрена, Љубљана мене ме најде, не јас неа. Заминав спонтанно преку ноќ, но нормално со голема поддршка од моите родители. Беше непланирано, од една страна и планирано, но и непланирано, поради тоа што јас сакав да одам во Шпанија или Португалија на студии, но поради короната малце се развлечи тоа дипломирање наше во Македонија, иако бе втора на целиот факултет што заврши, што притискав на самите професори за што побрзо, поради тоа што нормално знаете светот има дедлајнови и ако не го испочитуваш не ги интересира ништо. Иако ми излегува во пресред од Португалија дека се спремни да ме примат во февруари, со тоа што тие првиот семестар да го завршувам во летниот, уствари преку лето. И така ги пушти во едно, реков, беше во Словенија отворен конкурсот, мајка ми рече дај да видиме за документи дали е све окей, и да ако ги имаме, прати го буквално преку ноќ, значи последниот ден, последната вечер. Пратив и потоа заминав на одмор, значи во Германија. 10 дена не ни размислував, јас дека воопшто ќе бидам примена, а јас Словенија ја знам од минатото, бидејќи тука сум била на многу надпревари и знаев дека е ладна земја, ладни се луѓето и дека едноставно јас тука не знам дали би можела да живеам. И како што се вратив, ми стигнува мејл дека сум примена. Јас сега знаете како јас се пријавувам на англиски јазик, бидејќи словенскиот не го знам, го неам учено. И во самиот мејл пишува: здраво, Ливија, ќе студирате на словенски, бидејќи сте мал број на луѓе кои што се од странство. И сега, знаете, јас не знам словенски. Во Македонија беше се уште на онлайн наставата. Но преку ноќ реков ќе пробам, ако не ми се бендиса, ќе си се вратам назад или можеби ќе го започнам тој факултет во Португалија од февруари. Но дојдов и некако дека така, знаете, не планирате нешто и во првите недели така ви се интересно, брзате документи, ви поминува денот, побрзо на факултет, ви знаете кој смер да го фатите и некако така првиот месец мене многу брзо ми помина, јас не го осетив, значи не си комуницирав на српски, бидејќи српски знам. Професорите беа отворени на тоа, нормално и англиски, бидејќи словенскиот не го знам. Започнав одма курс. Искрено ми беше првите 3 месеци тешко, бидејќи преведував од словенски на англиски, од англиски на македонски, за да можам да ја сватам суштината, но морам
напоменам дека од Македонија што имав таа подлога, многу ми поможи за да се снајдам. Првите, да не речам 6 месеци. Доколку вака дојдев на додипломски студии, јас мислам дека не знам дали би се снашла во првата година, но некако започна, така ми започна студиите и веќе и завршена. Да, така честитки. Голем процес е, особено, знаеш, кога викаш не очекував дека ќе студирам на словенечки или словенски, како треба, не сум словенски, да. Да, значи не очекував дека на словенски ќе студирам и сега испаѓа, знаеш, паралелно со учебната програма да треба да се справувам со изучување на јазикот, што реално не е мал предизвик. Ние, например, бевме првата година само стрикно јазикот го изучувавме, што од една страна е повеќе, да речам, помалце стресно, но од друга страна, нели, тука е веќе времето кое што поминува, мислам, една година оди во изучување на јазикот, така што убаво е, знаеш, убаво е и твоето и нашето искуство, затоа што на ист предизвик сме биле со изучување на нов јазик и потоа, знаеш, друго е, например, едно е, например, јазикот да треба да го користиш во секојдневна комуникација, а сосем е друго, во академска средина, значи тогаш... Да, и сега знаете како. Сад ти тоа што го кажа, мислам, е многу интересен факт бидејќи јас толку се фокусирав на јазикот што го нуди факултетот, односно на стручниот јазик. Да. А уствари јас се дружев со македонци, мислим со балканци од почетокот, бидејќи нормално тие ми помага за да се адаптирам тука, имав краток момент тука да ги поздравам сите балканци што имаме топла душа, што си помагаме едни со други. Да, дефинитивно многу школски, од средно, што имаме тука, многу, мислим, сите ми ги отворија вратите и ми помогнаа, стварно од се срце сакам да им се заблагодарам. Но да се надоврзам сега, да се навратам на многу запоставив тој аспект на говорење, на зборување со, мислим, на обично со луѓето. И тука беше ствари клучниот момент кога реков јас морам, мислим како јас знам, и од тоа ми поможи многу факултетот и колегите да да разговарам. И му кажав, ве молам, вие зборајте ми на словенски, барем да го слушам и да го знам. Јас ке се трудам и така некако започнав јас со тоа. Знаете, да учите словенски, јас учев преку онлайн, бидејќи тука има такви курсеви кои што факултетите ги нудат, но таа година јас кога дојдов, на тој курс имаше над 120-130 луѓе. И немаше место, беше над границата, и тие ми кажа дека доколку сакаш, ќе бидиш на waiting list, доколку се ослободи нешто да дојдеш. Ми се јавија по 8 година дена. Сега има место. По 8 година дена. Фала многу. Така да јас ако не си го преземев нештото, немаше да завршам. Така да. Да, но видиш, ете се впушти доброволно во тој процес. Да. А како ти се вклопи во таа средина таму? Дали сега имаш другари кои што се државјани на Словенија? Или сепак... Да. Имам словенци, имам пријатели, имам многу од Словенија. Истовремено се запознав бидејќи тука имав другарки од Македонија кои што дојдоа на Еразмус. Знаете, Еразмус се луѓе кои што се од цел свет. И запознав луѓе од Шпанија, од Бразил, од Италија, од Америка и со нив. Иако тие што беа на Еразмус, некои продолжија студии тука, а некои се вратија со тоа што овде има многу голема лепеза на различни култури, различни држави. Тоа многу е голем плюс. Поспоредба кај нас во Македонија, Еразмус
не го користат толку многу, односно ние го користиме како државјани, со што сакаме да одиме во странство. Тука е суштината. Да, нормално балканци има, македонци има, тие секогаш ќе ви бидат овде пријатели, ќе ми останат. Да, и реално тој момент на мултикултурализам е навистина богатство, затоа што има многу млади луѓе кои што сакаат да студираат во странство и да се запознаваат, да се дружат, и тоа е едно прекрасно искуство, како што кажат, една лепеза на различни националности. Еве, ти како што кажа, значи имаш завршено додипломски студии на УКИМ во Скопје и потоа магистерските студии во Љубљана во Словенија. Би сакала да те прашам дали можеш да ни направиш една, така да речам, паралела меѓу нашиот образовен систем и образовниот систем во Словенија. Да, знаете, Македонија, образовните системи во Македонија и Словенија имаат своји разлики, особено во пристапот на студентите и квалитетот на настава. И сега во Македонија образовниот систем е поформален и е построг, со поголема концентрација на теоретската настава, а додека во Словенија уствари се дава голем акцент на практичното знаење, односно примена на знаењето. Поради тоа што јас сум како градежен инженер, тоа можам да го потврдам. Исто така во Словенија има поголем избор на предмети, односно за самостојна работа. Тоа што и тоа е многу подруг систем. Извини што ќе те прекинам, што се подразбира под самостојна работа? Под самостојна работа, значи има предмети, се зборувам за мојот, не можам да зборувам за другите, нормално нешто ќе ви кажам и за други факултети што имам пријатели, но за мој факултет има предмети кои што може да ги одберете како како се викаат изборни предмети, да работите како индивидуи на проекти. Значи, самиот го правите проектот од почеток до крај со помош на професор или со други колеги. Преако. Така да, тука е многу интересно за ти како индивидуа да видиш колку знаеш, колку си способен и тука уствари способностите на она пристапување кон работата, кон професорите, кон барање на помош за самата задача која што треба да се заврши. Така да, од тој аспект. Исто така во Словенија студентите можат да работат и на проекти кои што учествуваат на различни научни како активности, односно со пишување на тези кои што се прикачуваат на национални страни и светски страни. И тоа е многу голем плюс. Значи, на секој студент да имаш CV дека си работел во некој труд, а уствари тука во Словенија видите, не кем со Словенија да ја правам, а не е ништо повеќе од нас, искрено ќе ви кажам. Со тоа што тука увидов дека ние имаме во Македонија го учиме снаоѓањето. Снаодливоста, да се снајдеш во ситуации каде што мислиш дека нема никаква перспектива. И излез, никаков излез. Исто те учат на дека мора во 7:15 дојдеш на училиште, ако не дојдеш имаш неоправдан. Или добро, јас се префрлив на средно, ама сакам да ви кажам дека строгост то не научи, затоа сме толку амбициозни. А тука, уствари во Словенија, дека толку се либерални и се отворени, студентите можат све да прават. Тоа лично мене не ми се бендисува, не ми се допаѓа. Така да, од тој аспект, од една страна се отворени и се спремни за соработка, од друга страна, знаете, нема таа хиерархија. А според мене, тој како ученик, треба да имаш некое поштовање спрема професор кој што има титула во општество. И треба ти да се однесуваш спрема него нормално дека е професор, а не да биде како другар. Нормално, доколку тој не го каже тоа дека ние сме сите исти. Мислим,
како тој ќе пристапи кон студентите. Вака друго што можам да кажам за Словенија, во образовниот систем со Македонија, дека технологијата тука дефинитивно е 100% имплементирана спрема кај нас. Јас на факултет, иако сум градежен, еден учебник немавме да биде во печатена форма. Се беше во PDF. Со тоа што, доколку сакаш печатена форма, ќе си одиш во библиотека, ќе си земиш, ќе си видиш, ќе си го вратиш. Све беше во PDF. Сите задачи беа сум да ги направиме на Word или да ги напишеме, нормално некои, тоа се исклучат се, не знам, еден предмет или два од 40, да биде во пишана форма. И мене тука јас уствари со завршен факултет, со диплома како дипломиран градежен инженер, дојдов во Словенија и луѓе јас не знаев Word. Јас не знаев Word. Мислим, ова не е ни за смеење, ова е трагедија, искрено. Не е трагедија. Не знаев ни... Да, мислим, знаете како за Word, знаеме си, ама никој не знаеме стручно да го пишуваме. Или Excel. Формално образование немаме и извини што ќе те прекинам за секунда, на пример кај Јоана, тие на додипломски студии имаат специјален предмет за тоа како да речем информатички да се описменат во однос на Word, во однос на Excel. Цифрова писменост се вика, да. Има програмирање, тоа е посебен предмет, ама секој студент на нашиот универзитет треба да знае програмирање или начални, почетен левел или среден. Исто така секој студент на нашиот универзитет треба да знае да работи во Google таблици, во Google презентации и во Google документи, односно Word. И мене ми е тоа искрено предобро. Многу ми се допаѓа тоа што тие не описменуваат и за некои општи работи, како ти кога ќе кажеш дека си граѓанин со високо образование, навистина имаш високо образование, имаме и право, изучуваме некои закони, како да се снаоѓаш, така да. Јас сум искрено дека треба во Македонија да се води такво нешто. Дојде време каде што сега ти што кажуваш дека си завршил високо образование. Дојде време каде што технологијата е веќе сегде имплементирана. И мора ти да ја знаеш. Не е ти само да си научник и да темелиш кон тоа само да се знае теоретскиот дел. Ти што дека ако го знаеш теоретскиот дел, кога нема на кого да му го кажеш. Моментално знаеме дека и подкастите се случуваат онлайн. И доколку не знаеш да го приклучиш компјутерот, како ќе можеш ти да го пренесеш твоето знаење? Ако нема повеќе тоа со физичко присуство, веќе после короната, знаете, се стопира со физичко присуство. Така да едноставно, сакале или не икале, ние мора тоа подхитно да го имплементираме во образовниот систем, иначе стварно затоа сме и каде што сме. Да, види, не воопшто, да, и како што кажуваш сега, значи ние дури моментално подкастот, значи ние користиме нели технологија за да го реализираме овој. Сме колку илјади децикилометри. Да, одделени. И баш би сакала да се надоврзам за тоа дека навистина ете во Македонија ништо особено не дели од користење на технологијата. Значи имаме толку многу млади информатичари кои што можат да одржуваат предмети на разни факултети, каде што ќе можат сите што се бруцоши да ги обучуваат за тоа. Значи дечки вака и вака е формалната структура за пишување, на пример, ваков есеј или за пишување на не знам, семинарски или па и дипломски, затоа што ти за да седнеш, за да го напишеш својот дипломски труд, треба некој да ти даде формални инструкции како тоа да го направиш. Значи една основа, една структура на која што ти можеш да се потпреш и потоа да се осврнеш на онај суштински дел од својата работа, а не да трошиш работи на техничките аспекти. Сем да се навратам кај професорот.
идеше, бидејќи тука во Словенија имате другата статура, не е како универзалната. Јас не знаев каде е мајмунче, точка, прашалник, извичник. Верувајте, мене ми требаше време да се снајдам, да ме научат. А замислете, значи одам на магистерски студии, не одам да сум брутош и да имам 18 години. Значи, Да. како да ви објаснам, јас тука стварно се осетив многу неубаво. Многу неубаво се осетив, но мојата позитива во секоја негатива, со смеење, со сарказа, професоре, може и да дојдете и така натаму. Некако така го фатив тој ролер костер, полека сите ви помага студентите и мора да најдете и во таа негатива, и во тој срам, што не знаеме, што не сме образовани и видете, луѓето секој ден учат. Така да... Да, со ведар пристап кон предизвиците. Со ведар пристап и тоа е тоа. Млада сум, затоа сум тука на студии да научам, затоа и дојдов. Дурси студент, не треба, на сите слушатели, дурси студент, прашувајте, тогаш не треба да ви биде срам. Потоа, кога ќе завршите, ако не знаете, а ве прашаат некоја тема, тогаш срамете се. Тогаш срамете се. Така да, апел до сите студенти да прашуваат, да не се срамат, бидејќи за тоа и плаќаат таму, за да научат и утре да бидат стручњаци во својата професија. Да. А не да бидат пиони на самиот систем. Да, буквално да зграбчиме се од сите можности што ни се што ни се нудат, да. Точно. Значи, звучи засега како да си бајге задоволна од образованието во Словенија. Не знам, се знаете како и сум задоволна, но и не сум задоволна, искрено. Бидејќи тука го осетив тој како не од професорите дека нас балканциве не сакаат многу, искрено тоа го осетив на своја кожа, а и на моите двајца колеги кои што беа, едниот беше од Босна, другиот од Црна Гора. Ние тоа дефинитивно го осетивме, но знаете како не можете ништо против нив, во нивна држава сте, мора да се прилагодите, како така. И едноставно тоа добро, така, и продолжувавме натаму. Вака од аспект на моите студии, мислев дека ќе бидат повеќе насочени кон тоа што го кажав како практична работа, но повеќе беа на како да кажам, теоретски дел, но иако тој теоретски дел имаше нормално и професори кои што бега од тој систем и малце повеќе ни кажуваа во однос како се работите во светот. Но да, дефинитивно многу повеќе научив, ме научија на самостојна да бидам, бидејќи, но морам да нешто да кажам и тоа е еден многу голем плюс во Македонија за мојот факултет, со тоа што факултетот работи кај нас 24/7, исто имаме библиотеки кои работат 24/7, а овде нема библиотека која работи до 12 сата. Значи сите библиотеки се до 10, студентите самостално учат, нема дружење, нема соработка, многу ретко можеш да направиш соработка со студентите и да си кажете, да си пренесете информации. Тука можам да кажам дека тоа е моето најголемо незадоволство во студиите. Иако јас бев најмала таму во мојата група, сите беа... Навикната си ти да видиш најмала, секогаш и во средно беше така. Иако сите беа 25-26 години, јас бев 20 и некако јас ги туркав овие теми на социјални медиуми, ајде да отвориме групи, да си помагаме. Знаете, јас сум странец, ти треба некако мораш да се бориш. Па така некако ги споив, направив некоја компактна група. Браво, организатор. Но
Како ме пречека, бев многу разочарана, искрено. Реков, јас овде не знам дали би можела со ваков систем, самостално, знаете, мојата професија, ако не соработуваш со колеги, не можеш сам, не е индивидуална работа. Мислим, градеш нешто, Никаде не можеш сам, реално светот оди на кај тимска работа. Да, тимска работа. И така да тоа можем да го кажам како негативност, но од друга страна е позитивност, поради тоа што видите, е позитивно и сите кажуваат одете Словенија, ќе добиете европска диплома. Не. Значи, ти да ја добиеш диплом, мислам европската диплома, ако не ја искористиш, јас не знам, мислам, све паѓа во вода. Така да, не е клуч дека тоа може да ти биде патот кон твојата работа. Мислам, да е клуч. Не, поради тоа што јас си моментално и работам тука, и не е клучот дека јас имам диплома и словенска диплома, односно мислам европска диплома и дека јас знам све. Не, јас кога дојдов на работа, јас буквално почнав од почеток. Ништо не знаев. Оти реалноста друго е на терен во мојата професија, друго е тоа што учиш. Да, имаш голема предност доколку имаш магистерски студии, поради тоа што си запознаен со многу сфери. Имаш некој темел, што би рекле на она што е практична работа, но дефинитивно практичната работа треба да се имплементира сегде во сите професии и во сите факултети. Бидејќи тоа ќе те научи што те следи во реалниот свет. Реалниот свет е многу поразличен и тогаш зависите вие од друг. А на факултет се зависи од вас. Ако вие не учите, нема да си положите. А ваму зависи од нив. Доколку му се бендисате како личности, доколку имате атрибути за таа работа, онда ќе бидете влезени. Доколку не му кажете кој сте, што сте, нема никој да ве сака и не сте работливи. Значи, се знае, мора да се работи за да се успее. Без работа луѓе нема. Мислим, нема ништо во животот. Тоа е моје размислување. Да, без труд. И дефинитивно се сложувам со моментот дека може да не се случи една таква дисонанца доколку не сме во допир со практичната имплементација нели на она што го студираме. Баш тоа го зборувавме и со Душан, со минатиот гостин во првата епизода, дека праксата е многу слаба страна во македонскиот образовен систем и дека подитно треба да се воведат повеќе во сите сфери. Значи буквално тој е ликовен уметник, ние сме психолози, ти си градежен инженер, меѓутоа тој проблем е, да речам, општо владеачки. Би сакала да ти поставам едно подпрашање во врска со тоа што кажа за професорите, за тоа дека имаат, да речеме, негативен однос кон балканските студенти. Сакам да те прашам по кои однесувања го забележа тоа, како тие се поставуваа кон вас? Се поставува тоа што јас кога дојдов, дека не го знаев јазикот и нормално не разбирам се што зборуваат, тие си предаваат на словенски јазик и сега јас го поставам прво на српски прашањето. Јас извинјавам професор, шта е то? И сега он ми одговара, не те разбирам. Јас му викам, се извинувам професоре, што кажавте пак на српски? Втор пат. И му вика, третиот пат му го поставам на англиски. И тој ми враќа на словенски, му викам, професоре, не ве разбирам. Не знам ако може на англиски или некој ако може од колегите да ми пренеси. После четвртиот пат професорот ми враќа на српски. Значи тој многу добро тој знае српски јазик. Да, ама доколку сте упорни, исто не знам, имаше многу професори кои што основно два кои што само нас тројца од цела група не падна на испит. Не падна на испит два пати, не ни даваше право да го видим испитот. И викаше го заборавив дома, не знам, имаше своји причини и на крај ни рече положени сте толку. Значи не ни још оцена никако, си ја видовме на крај во самиот систем. Тоа што сваќаш дека. А имаше професори кои што дефинитивно многу добро ни пристапија, ги интересираше нашата култура, ги интересираше како е нашата професија во Македонија. Многу професори, многу ми изненади тоа што многу од Словенија соработуваат со Македонија и со самиот институт на градежници и со професори па
тука праќавме поздрави преку мело и Одлично. јас кога бев во Македонија бев лично кај нив да ги поздравам. Така да, има и негативни, има и позитивни страни. Да, како и секаде, и како што зборувавме, Како и секој секаде, човек нормално, си да, секој човек си е приказна за себе и ете во текот на и на професионалниот и на личниот живот ќе наидеме буквално на секакви луѓе, секакви карактери, секакви личности. Еве го споменавме моментот со праксата, го споменавме исто така моментот со дигитализацијата и би сакала да те прашам кои нешта ете вака според тебе подитно да речам треба да се сменат во нашиот образовен систем врз основа на нели твоето искуство во Словенија, меѓутоа ете повеќе конкретизирано, кои конкретни проблеми и на кој начин според тебе можат да се имплементираат во нашиот високообразовен систем? Еве, како што кажавме, значи практичната работа, конкретно треба да се има, иако кај нас се знае практична работа, односно јас во 5-та година од моето студирање во Македонија, последен семестар, имам магистарска теза, имам 3 месеци да видам практична работа. Тие 3 месеци јас сметам дека треба да се има и додипломски студии, за ти тоа знаење што го имаш прва година, втора година, во трета исто да го, а не тие 10 дена, поради тоа што, знаете, 10 дена и кај нас е тоа, ајде ќе ти подпиши, не знам, проектантот, изведувачот или некој друг и да не, туку ти да одиш на пракса, да доставиш документи, каква, значи тука праксата е многу формален чин. Значи се пријавуваш, морам да го кажам каков е овде чинот за пракса, за да можеби некој од слушателите ќе слушни да се покрене иницијатива. Се пријавува, има 3 документи. Прво се пријавува на страната онлайн, дека сакаш пракса. Пишуваш каде ќе ја правиш, што ќе ја правиш, колку, 15 дена е. Потоа тој документ се печати во 3 примероци. Тие 3 примероци мора да се потпише каде што ќе одиш на пракса. Значи да го потпишат тие. Со то самото потпишување, одговорно тврди тој што си бил на пракса дека си бил. Зошто одговорно? Доколку не доставиш ти што си работел во печатена форма и слики на делото. Документирано. Документирано, нормално да има текст, што си работел, како си работел, зошто си работел, слики да се има обавезно, од се што си работел, твоето име да биде таму на таа пракса, мислам, зависи од секоја професија има друго, но нормално ти како практикант во фирма се пишува дека денес Лидија била од 8 сато до 4 часот попладне била на пракса и се заведува во системот поради тоа што за тоа и самиот работодавач плаќа јадење, пиење и слично за тебе. Како практикант. Ќе обезбедува услови. Така, да. Потоа, то твое практиканство ти го браниш пред професор. Со тоа што тој има прашања, како што и тоа ќе види. И самиот професор ти да сакаш некако да тоа да го избегаш, ќе види и може да не те положи. Значи може да не те положи, ќе ти рече колешке, не може, ќе си одите пак, ќе си се вратите. Така да, и исто интересен факт, што за секоја пракса мора да се самиот работодавач ти плаќа да одиш на систематски преглед. Значи, без систематски преглед не можеш да одиш на пракса, како и во сите фирми. Значи, во сите фирми, дека државни или приватни, ти плаќаат здравствено осигурување. Тоа здравствено осигурување ти бара да одиш на систематски. Тука и тоа е плюс, дали си ти спремен да работиш 15 дена во нашата фирма. Така да, тоа е еден пример, дефинитивно тоа треба да се направи. Од технологија, то кажавме, интеграција на технологијата во образованието, особено со користење на сите онлайн алатки, основни платформи кои што да се олесни процесот на учење. Сега баш денеска слушав исто еден подкаст во Македонија и се споруваше за субвенциите на оброци.
Морам тоа да го кажам, бидејќи тоа е интересно во Словенија и многу познати во Македонија. Извини, дека ова е како исто во- студентскиот подкаст што е во Македонија? А Мислам дека ова имаш го еден од УСС или... има зборувано на оваа тема, но да го кажам каков е овде тој систем. Студентите значи добиваат во Македонија, како што слушнав од самиот подкаст, дека добиваат во денот само 140 денари, значи тоа ви е околу 2 нешто евра. И тоа е како субвенција за денот да се јади, ама само еднаш. А тука во Словенија имате 4 евра во денот, односно 4 евра на оброк, со тоа што, пример, оброците ако еве една пица е 10 евра, ти плаќаш 4 евра, другите си ги доплаќаш. Но тоа можете да го правите 2 пати во денот, на секој 4 сати. Значи, толку колку земите во 12, после 4 сати пак се отвора платформата и можеш во 4 или во 5. Друго, нешто што тоа дефинитивно треба да се кренат тие субвенции во Македонија за студентите, веќе е многу битен фактор за многу деца кои што идат од рурални средини и кои што немаат пари, а знаете се како што се кренеа цените сегде, така и во јадењето и во самите ресторани. Ке му поможат многу. Односно ќе поможат за прехрана на студентите. Интересно, нов факт што јас мислам дека треба е прво искуство тука. Државата дава буџет секоја година минимум 2 милиони евра, кои се распределуваат на студентските одбори на факултетите за организација за различни активности и забави кои што самите одбори во самите факултети ги организираат за студентите. Во зависност од тоа колку факултетот има студенти, толку му се префрлаат од тие 2 милиони таму буџет. И со тоа ги стимулираат самите студенти на дружење, на активности, на новитети, не е само за забава, него и за правење на некои проекти, значи иновативни проекти, на, не знам, брифинг сесии. Нормално треба ти за брифинг сесија треба да изнајмиш студио, треба да изнајмиш сала, да му платиш јадење, не знам, води. Тоа се го прави со студентскиот одбор. Од парите државни. Буквално рекреативни активности. Рекреативни активности, со тоа ти автоматски ги влечиш младиве да седат тука. Значи автоматски ти му даваш некоја мотивација, државата значи има нешто, дава пари, има активности, а на секој студент искрено кој ќе биде млад, му требат тие. Мислим, секој сака да се запозна. Точно, оформуваш една стимулативна средина во која што може стимулативна средина дека има нешто. Конструктивно се развиваат, значи начините на забава се конструктивни. Да. Второ, интересно дека тука имаат како кариерен, тоа мислам дека е сега моментално многу интересен дел, не е голем проект што може да се направи во Македонија, а тоа е да се има кариерен ден. Што значи тоа? Еднаш или 2 пати во годината, фирми, секој факултет, тој одбор што е на самиот факултет да се организира со фирми, да, пример, не знам, од тој сектор е во градежниството, во Македонија имаме 50 фирми градежници, да дојдат сите во, не знам, рецимо, Јане Сандански салата, да се организира кариерен ден, сите студенти кои што се расположени да одат таму, да се информираат за фирмата, да си дадат своје CV за утре кога ќе излезат од на факултет или доколку имаат слободно време, иако се на студии, бидејќи во подоцните години, односно на факултетски години, нормално сите имаме помалку обавези и сме спремни да одиме да влеземе во тој стручен дел. Да одат, да разговараат, да видат, бидејќи знаеме дека во Македонија за работа е страшно и дека треба да имаш или луѓе, или да си во партија, или да си
на некоја голема функција да се твоите родители, па Да бидеш некој нешто. преку телефон да те вработат, не, вака сите и тогаш уствари на многу деца ќе излезат, мислам, ќе ги пребродат тие бариери на тој прв чекор, леле прво интервју, како е, што е, страф ми е. Така мислам дека тоа е едноставна работа од сите сектори да тоа да се преземи, да се направи. Мислам дека не треба голема пара за тоа и самите фирми ќе имаат, мислим, предности. Бенефит? Да. Бенефит од ова, не само како образовниот систем. Образовниот систем ќе има бенефит дека како студенти му се вработија и потоа се враќа. Се враќа во БДП-то, парите се полнат, со тоа што и факултетот добива повеќе пари. Секако, да. Се во општеството е поврзано едно со друго. Мислам, ова што го пишуваше на вистина еден послободен формат, да речеме, еден семинар каде што можат и фирмите да ги представат своите можности за вработување и младите да добијат шанса да се пројават. Да. А е крајно... И да се запознат. Да, и е крајно изводливо. И токму е тоа што се бара, знаеш, како што викаш, да влезеш на некое работно место благодарение на своите компетенции. Браво. Значи, тоа е тоа, а да не биде преку друг. И потоа, кога ќе одите, знаете како сите, ќе влезиш, ќе најдете луѓе, не, значи доколку е фирмата добра, доколку не знаеш ти во рок од 3 месеци, ако не се покажеш, јас да имам фирма, не ми треба таков кадар. Ако знаеш, повели, покажи се, тука сме, ќе те бодриме, ќе вложиме во тебе. И секоја фирма вложува во сите. Да, инвестиција. Инвестиција е ти да вработиш некој. Прво пари, и време, и колеги кои што работат внатре. Значи некој треба да му биде ментор на тој студент. Треба некој да се вложи, да го научи. А кај нас никој не ќе да вложи. Епа кога не сакате да вложувате, нема ни да има деца, сите ќе бегаат во странство и ќе работат наместо преку лето да работат кај нас во фирмите, ама со стимулативна плата, значи не да биде кафе да вариш и да ти дават не знам 6.000 денари, ќе му платиш колку што заслужува според својата работа. Лидија, кога сме веќе тука, ако добиеш можност да работиш во Словенија по струка и да добиваш солидна сума и добри работни услови, секако, дали би прифатила и би останала да живееш таму? Моментално работам тука. Дали би останала тука за подолг период? Мислам дека не. Но сега за сега ме стимулираат проектите на кои што работам и кои што сум дел. Бидејќи вакво искуство на овие години мои не можам да го добиам во Македонија, бидејќи нема такви проекти. Овие се многу големи капитални, имам среќа голема што сум дел од оваа фирма, која што сум се изборила самата. Значи, самата себе си бев во самата фирма, си чукнав на врата, со народски кажано, и прашав, јас сум таа и таа, сакам да работам. Тоа го знам, дали прифаќате, не прифаќате. Значи, никој мене не ми заврши тука, бидејќи јас тука сама дојдов, немам никој, нема кој да се јави, кој да ургира за мене. Си влегов самата и самата се борам. Кога ќе се борите самата, знаете како, кога ќе го завршите нештото, многу по-добро ќе се осеќате. И нема да имате грижа на совест доколку утре нешто сгрешите или направите, туку и дека друг ќе одговара за вас, туку ти сами од себе си одговараш за своите постапки. Носиш одговорноста, да, ете викаш, знаеш, чукнав на вратата и се отвори затоа што... Се отвори, да, доколку не чукнеш, не можеш да знаеш, кај нас, ќе чекаме да падне, не може. Во чекалната. Да. Баш А дали би живеела тука? Мислам дека не би живеела тука, бидејќи не едноставно многу се ладни за мојата енергија луѓето. Да, го фативме тој момент. Да, дека сакаш ете Испанија или Португалија да одиш. И дека навистина индивидуализмот. Но дефинитивно веќе и навлего во целиот систем. Само сакам да кажам и на слушателите дека да не мислат дека Словенија е нешто подобро од нас, дека Европска унија не, и тука има корупција, и тука не е добар системот, посебно здравството не е добро, значи морам ова да го кажам, дека здравството тука во Словенија е ужас.
пола од луѓето немаат матичен лекар. Значи, пола од луѓето немаат матичен лекар. По мојата фирма која што издигната фирма и слично, немаат луѓето матичен лекар, сите на приватно одат. Доколку немаш матичен лекар, треба да одиш на интерно и да чекаш 6-7 сати. Сега видете вие. Значи, не е така сјајно сите Словенија сјајна бајна, не. Значи, и тука има негативности, само што тука не се како кај нас борци, ќе правиме вака, ќе правиме така, не, туку седат и тоа е тоа. Јас би сакала да се надоврзам на оваа тема. Јас би сакала и воедно да го поздравам мојот професор по социологија кој што ми предаваше во гимназија во Куманово. Јас знам дека Словенија не е тоа што се представува, токму заради тој професор, кој што ни кажа: дечки, ако навистина е таму добро, тие нема да даваат стипендии туку така на секој. И кога беше моето време јас да одбирам каде јас ќе одлучам да студирам, моите родители беа повеќе за Словенија и дека блиску. Да, прво дека е блиску, второ дека е Европа. Но јас сепак стрикно се држев до Русија и сум преблагодарна што го одбрав тоа и што се нафатив буквално на тој чекор. Затоа што работите кои што ти сега ги озвучуваш, јас тука ги немам. Немаме такви проблеми ние тука. И во споредба со Словенија, тука во Русија сето тоа е, мислам дека не постои таков проблем. Па, видите, вложуваат секоја држава. Затоа ви кажувам, не е све како што мислат луѓето сјајно бајна. Значи, тука има проблем со политиката. Така да се сведува пак на политика. Сада не навлегуваме на тие теми, но морам да ги потенцирам, бидејќи сме млади и не може ти како граѓани на својата држава да не те интересира политика, поради ти од нив зависиш. Од таму е тој буџет на образование, од таму е тој буџет на здравство. Сите сме ние зон политикон, да. А сите млади не ме интересира политика, не знам, не може, значи, а потоа сите зборуваме како смета ова, како немам образование. А нормално немаш образование, бидејќи гласаш за некои некомпетентни личности. Зависиш ти од политика, сакал или не кел, треба се седни да се размисли многу добро во ова. Тука ние сме млади, ние треба да ја водиме државата утре. Ние сме носителите на промени. Еден кој ќе влезе на позиција на директори до пензија, моја столица. Мислим, како тоа, а младите каде се тука? Каде е новитетот? Еве, јас сум новитет, знам нови компетенции имам, шанса да ми дадат нула. Да, и токму на овие проблематики е насочен и нашиот клуб и овој подкаст што го правиме, знаеш, за да преземеме една иницијатива, за да можеме систематски, да речем, ние младите, да ги лоцираме, да речем, да ги озвучиме и да ги определиме проблемите кои што ги имаме и потоа да пристапиме кон заедничко осмислени стратегии на нивно реализирање, затоа што без меѓусебна поддршка, без меѓусебно охрабрување, да речеме, еден со друг, не можеме да направиме промени. Многу е тешко затоа што предизвиците се огромни, меѓутоа мислам дека со добра соработка, дури и мал број на луѓе, ако тие луѓе се квалитетни, мислам дека навистина можат да направат сигнификантни промени. Во тој контекст би сакала да ти се заблагодарам многу за искреноста денешна и би сакала ете како пред завршувањето да го поставам на најжешко прашање. Би сакала да те прашам, значи, со оглед на твоето разнообразно искуство што го имаш досега, што ти лично можеш да направиш за да придонесиш за такви позитивни, прогресивни промени во македонскиот високообразовен систем? Еве што јас можам лично, нормално со мојата професија, прво ќе кажам, имам две работи кои што можам, што размислувам. Првото е тоа доколку професорите и самиот деканат на мојот факултет се заинтересирани, можам да поможам при имплементација на новитети и можности за практична работа со фирми.
нормално бидејќи тука е Европа и ние работиме и јас сум студирала со европски стандарди, а во Македонија се уште тие не се имплементирани, нормално сега започнува. Така да имам голема предност од тој аспект мислам во мојата сфера. И можам да помогнам за изучување на децата, односно на студентите, на некои нови програми кои што ги работиме тука, кои што ги изучував и веќе ги знам и работам на нив. Во Македонија тоа се уште е на пишување и завршување на обавезите рачно. Така да од мојот сектор можам тоа да го поможам, а исто сум во една организација која што помагаме за општеството. И моментално имаме еден проект кој што моментално го работиме. Поврзан е со образовниот систем. Наидовме на еден интересен факт дека блиску Битол, односно во тие рурални средини, односно во селата, каде што има основни училишта, самите професори не контактираа и ни кажаа дека не знаат тоа и да се надоврза на тоа што го зборуваме, дека не знаат да користат Word, Excel, не знаат како да пристапат кон тој системот што му е I know или не знам сега како се вика. Дека му е тешко му е да пишуваат, како да се снајдат, па и со тие што ги имаат информатичките работи на слушалки, на слично, знаете на што размислам, на што го мислам. Сега ние што ни е нас идејата да имаме спонзори кои што сакаат да поможат, односно IT фирми кои што се нафаќаат да направат како семинар, ќе се одржува можеби онлайн, а можеби и таму ќе се оди. Нормално тоа ќе биде платено од нас како организација кој што ние тие пари ги даваме од самите себе или ги бараме од спонзори кои што од цела држава, кои што сакаат да помогнат за оваа иницијатива. И нормално ќе ги изучуваме тие професори, бидејќи доколку професорот не знае како да ги внеси работите, како ќе ги научи децата. Мислим, тоа е стварно поразително и потоа кажуваме зошто децата не знаат како да работат на компјутер, па нормално нема кој да ги научи. Мислим, нема соодветна обука. Тие се двете работи кои што можам сега вака во моментот да се сетам што можам да ви ги кажам. А секако јас сум отворена за сите новитети, за некои нови идеи кои што јас како личност со мојот бекграунд можам да поможам со образовниот систем. Како што беше отворена и да ни гостуваш во нашиот подкаст. Многу ти благодарам и исто би сакала да ти посакам многу среќа со проектите и се надевам дека твоето присуство во овој наш подкаст и тоа што ги сподели овие идеи ќе помогнат да стигнат до нечии уши, па да соберете, да речем, повеќе спонзори во проектите кои што ни ги. Јас мислам војно и да ги поздравам сите од таа организација. Поздрав. Јас мислам дека сега озвучи навистина многу важни работи на кои што треба да се поработи. А сега би сакала да преминам на следната и воедно последната точка за денес. Лидија, јас и ти ќе се поиграме малку. Јас ќе ти дадам две опции, а ти бираш една најбрзо што можеш. Спремна? Може и две. Само една. Добро. Спремна? Ајде. Женско друштво или машко друштво? Двете. Директно, да. Бири. Одговор, значи. Дечко или најдобра другарка? И двете. Сега не смеш, одма ти кажам дека си под ножичка, сега не смеш да речеш двете. Да, искористи веќе две шанси. Ајде. Љубљана или Скопје? Скопје. Добро е. Филм или книга? Филм.
електронска или реп музика? Електронска. Е, Александра ќе ме кара, но ете. Нема веза, нека те кара. Од мене поштовање. Концерт или приватна забава? Приватна забава. Ке идеме. Куќа или мачка? Куќа. Куќа на село или дуплекс на 30 спрат? Дуплекс на 30 спрат. Сакаш цимерки? Да, може, нема проблем. Чекај По ме. мојата професија едноставно и таа куќата ќе направам и неа. се што треба. Ако треба, што треба. Италијанска или источна кујна? Италијанска. Источна имам пробано кујна. Многу ми има зачини. И не сум си видете. Ние како македонци не сме навикнати на толку зачинета храна. Да. Имаме проблем со дигестивниот систем, а не дека не е убава. Но и повеќе сме навикнати на европска храна, така италијанска, шпанска. Така да италијанска одбирам. И последното, бела или црна чоколада? Црна чоколада. Лидо, фала ти многу за гостувањето денешно. Ни беше чест и задоволство што беше дел од овој подкаст. Фала ви на благодарам вас, од мене. и мене исто ми беше чест на некој новитет, што ете се надевам дека некој од слушателите можеби ќе му запери некои од темите што ги разговаравме во уши, ќе закрени иницијатива, нормално ние седиме тука на располагање сме, и јас и вие се надевам за да покрениме нешто и да смениме еднаш и за секогаш во нашето општество Токму така, во да. Македонија. Сите сме отворени за соработка. Нормално. Да, фала ти Фала ви уште уште еднаш, еднаш. па се слушаме, се гледаме. Фала. Поздрав. Поздрав!